Почитувани, денеска сакаме овде од Тетово да кажеме што нудиме во новата политичка програма на Социјалдемократскиот сојуз во образованието, кој се во функција на градење на меѓуетничкиот соживот и мултикултурата. Нашата политика во оваа област ќе се застава на следниве принципи. Прво, јакнење на внатрешната интеграција во општеството преку правична застапеност на централно, но и на локално ниво. Второ, градење мултикултурно општество преку поголема комуникација и меѓусебно почитување. Трето, мултикултурно образование преку намалување на поделбите во општеството и инвестирање во заеднички проекти. Четврто, јазична политика во согласност со потребите и интересите на граѓаните, но и на целото општество. Пет, позитивна интеграција преку изградба на правична и непристрасна држава. За оваа цел денеска ќе презентираме неколку нови мерки кои се дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз за образование и мултикултурно живење. Прво, намалување на предрасудите кај најмладите со можност родителите да ги запишуваат своите деца во мултијазични градинки. Второ, креирање нов предмет во образованието под наслов мултикултурно општество и создавање посебен фонд за промоција на интегрирано образование со мали грантови за добрите училишни проекти. Трето, проект за постдипломски студии од општествени науки за дел од студентите на Тетовскиот универзитет со висок просек, кои би биле на македонски јазик и со професори од неколку државни универзитети. Четврто, финансиска поддршка за успешни студиски групи на приватните универзитети кои имаат 5 и повеќе факултети и над 1000 редовни студенти, какви што се Штуловиот и Универзитетот ФОН. Пето, спроведување на државен надпревар по историја и култура меѓу средношколците, но и за историјата и културата на сите заедници со медиумска поддршка на надпреварите. За новите мерки, малку повеќе од членот на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, професор доктор Петар Атанасов. Сакам да кажам нешто повеќе за новите мерки во образованието кои беа јавно соопштени од генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски. За првата мерка, намалување на предрасудите кај најмладите со можност родителите да ги запишуваат своите деца во мултијазични градинки. Оваа мерка треба да овозможи нашите деца полека да ги ослободуваме од етничките предрасуди и да им овозможиме комуникација во која пред се ќе се почитуваат. Да им овозможи комуникација и меѓусебно разбирање и намалување на цикличните етнички тензии. Втората мерка, креирање нов предмет во образованието под наслов мултикултурно општество, пред се наменет за гимназиското образование. Долго време се чувствува потреба од формирање на еден ваков предмет, кој би помогнал да се научи нешто повеќе за начинот како да се уреди едно вакво општество и за успешните модели на соживот. Ова е еден од поважните предизвици за нашето општество денес. Третата мерка, стипендирани постдипломски студии од општествени науки за дел од студентите на Тетовскиот универзитет со висок просек на македонски јазик. Ако сакаме да градиме заеднички политики, тогаш е потребен јазик на кој тоа ќе го правиме. Мора да постои лингва франка или јазик на заедничка комуникација. Еве можност, особено за студентите кои претендираат на работа во државните институции и администрација, да го надградат своето знаење и да го подобрат македонскиот јазик. Четвртата мерка е финансиска поддршка за успешни студиски групи на приватните универзитети кои имаат 5 и повеќе факултети и над 1000 редовни студенти. Редно е неколку приватни универзитети кои вложија капитал и инвестираа многу во образованието, а при тоа постигнаа забележителен успех, да може да конкурираат со најдобрата програма за директна државна финансиска поддршка, какви што се Штуловиот и Универзитетот ФОН. И петата мерка, спроведување на државен надпревар по историја и култура меѓу средношколците, но за историјата и културата на сите заедници со медиумска поддршка на надпреварите. Оваа мерка ќе овозможи образовен надпревар, но и поголемо запознавање и дружење меѓу средношколците. Проекти со ваква содржина ќе придонесат за намалување на изолацијата и паралелизмот во општеството. Со еден ваков проект ќе се придонесе за поголемо приближување на заедниците и учење за другиот преку игра и забава. За да се направи поголема позитивна промена во областа на мултикултурното живење, потребни се повеќе проекти кои носат добри резултати само на подолг рок.
Еве, СДСМ денес понуди неколку мерки во образованието кои се во функција на градење на мултиетничкиот соживот и мултикултурата, но и поголема интеграција на македонското општество.